Во овој момент, преку вас, и се обраќам на целата јавност во Македонија и во светот. Всушност, на секој кој што е заинтересиран да победи правдата. Денешната пресконференција има повеќе акценти. Секако дека еден од нив е работата на специјалната јавна обвинителка, мојот претпоставен, почитуваната господја Катица Јанева и на тимот, да ја представам на најсликовит можен начин. Така што и најмладите генерации да може да разберат што сме сработиле. Нема да должам со мојот вовед, заради тоа што сериозноста на криминалните действија не ми дозволува. Имено, по основањето на ова јавно обвинителство и разните институционални, законодавни, медиумски, финансиски обструкции, говор на омраза, навреди, повици за насилства, кривични пријави за некакво си малтретирање во вршење на службата и што уште не, што го следеа тој дел, ова јавно обвинителство врз основа на прислушкуваните разговори воспостави надлежност врз повеќе предмети кои дотогаш беа на работа во обвинителството во Република Македонија. Еден од тие предмети е токму онаа за што денес ќе ви зборувам. А како предмет во нашето обвинителство се води подреден број 1. Верувајте, сосема случајно. Иако според нас се работи за втор по важност предмет, веднаш после прислушкувањето, каде што е нападнат целокупниот уставен и правен поредок и особено најважните човекови права, сепак кривичните дела против изборите и гласањето и легитимитетот добиен со таквите избори е она што според ова обвинителство представува почеток на криминализација на целокупниот институционален систем. Во овој предмет, после огромен број на преземени предистражни действија, врз основа на огромен број на индиции и се разбира сигурни докази, произлезе основа на сомнение дека одредена група на луѓе, чии што идентитети нема да ги открием, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, а заради понатамошно обстојување на власт на партијата и на локално и на државно ниво и заради остварување на непосредни привилегии од практикување на власта, создале група која имала за цел вршење на кривични дела против изборите и гласањето. Или во превод, со целокупното криминализирање на изборниот процес, освојување на власта. Действијата кои што денеска ќе ви ги презентирам, за кои постои основано сомнение дека се сторени од овие лица, во целост се поистоветуваат со действија кои што законодавецот во кривичниот законник ги предвидел како кривични дела за кои може да се изречат затворски казни. Поради ова, отворена е истражна постапка против повеќе лица за кривични дела, злосторничко здружување, од член 394 од кривичниот законник, повреда на избирачкото право, од член 159 од кривичниот законник, повреда на слободата на определување на избирачите, од член 160 од кривичниот законник, подкуп при избори и гласање, од член 162 од кривичниот законник, уништување на изборен материјал, од член 164 од кривичниот законник и злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања од член 165а од кривичниот законник. Со цел да бидам прецизна, ќе прочитам еден мал дел од действијата на злосторничкото здружување. Имено, во 2012 година, осомничените во својства на министер за внатрешни работи, министер за транспорт и врски и секретар на владата на Република Македонија, сите членови на извршен комитет на партија, заедно со други, засега непознати лица, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, а заради понатамошно обстојување на власт на партијата и на локално и на државно ниво, и особено заради нивни непосредни привилегии од практикување на власта, создале група која имала за цел вршење на кривични дела против изборите и гласањето, а за кои кривични дела може да се изрече казна затвор од 3 години или потешка. На истата група, по создавањето, припадници станале другите осомничени лица, сведоци и други засега за истрагата непознати лица, на начин што дел од осомничените и други засега за истрагата непознати лица, заради победи на изборите на политичката партија, сочиниле план
да на противзаконит начин има возможат на повеќе лица да користат избирачко право, кои действија според планот би се реализирале преку вработените во Министерството за внатрешни работи и преку лица кои директно ќе врбуваат и носат лица од странство со конечна реализација на планот преку одделот за информатика и телекомуникации во МВР. Потоа, преку насилство и други противправни действија во текот на изборната кампања и самите изборни денови да влијаат на начинот како да се врши избирачкото право и да спречуваат вршење на избирачко право. Потоа, во изборниот процес на лица со избирачко право да нудат, даваат и ветуваат подарок или друга корист со намера да ги придобијат како да го вршат избирачкото право и на крај да користат незаконски средства за финансирање на изборната кампања. Кој план го прифатило останатите осомничени, сведоците и други засега непознати лица, при што во рамките на групата и создавачите и припадниците имале своји конкретни улоги кои што се детално опишани во наредбата за спроведување на истражна постапка. Значи, од оваа произлегува дека се работи за целосна криминализација на изборниот процес со незаконско издавање на лични карти и вметнување во избирачкиот список на лица кои по ниту еден основ не смеат да бидат во тој список. Имено, некои лица се фотографирани во еден град, лична карта добиле во друг град, односно во општина Центар, се разбира и во избирачкиот список се таму и гласаат. Потоа, определени се 15.000 нови матични броеви. Да не стане забуна, значи не се работи за новороденчиња. Понатаму, имаме 35.000 изготвени лични карти кои што не се подигнати од барателите. И никој не знае зошто тие лични карти стојат во МВР. Имаме повеќе од 60.000 нови македонски државјани. А за улогата на диаспората, значи за диаспората и за улогата на конзуларните представништва, за тоа ќе се отвори посебен предмет, што би рекол почитуваниот господин Прибе. Меѓутоа, ова не е единствениот начин на кој што се влијаело на изборниот процес. Применувани се и други методи, како насилства, подкупи, злоупотреба на државни капацитети за партиски цели, злоупотреба на медиумите, злоупотреба на јавните фондови и незаконско финансирање на изборната кампања. Сите овие действија, како што наведов, законодавецот ги третирал како кривични дела против изборите и гласањето и за сите постои основано сомнение дека се сторени од конкретни лица. Најпрвен ќе почнам од Министерството за внатрешни работи и улогата на ова министерство во целокупната криминализација на процесот. Министерот за внатрешни работи ја впрегнал целокупната и човечка и техничка инфраструктура за да го состави избирачкиот список по волја на интересите на партијата од која што доаѓа. Значи, да не стане забуна, избирачкиот список по закон го води Државната изборна комисија. Меѓутоа, податоците во истиот, во речиси 90%, значи се податоци кои што потекнуваат од службите во МВР. Се разбира дека тука се вклучило и Министерството за правда преку матичните одделенија. Меѓутоа, действијата на оваа министерство, значи, сега за сега се на ниво на основи на сомнение. Конкретно, кога се јавила потреба од нови, сигурни гласачи, Министерот за внатрешни работи ангажирал голем дел од капацитетите и подредените тогаш ги погазиле и закони, и правилници, и упатства заради постигнување на таа цел. Тогаш МВР почнал, значи системот на МВР почнал да работи во обратна насока. Најпрви фотографирање за лична карта и со тоа влегување во системот на лични карти, па системот на информатика си ја завршува својата работа и со тоа веќе имаме нови гласачи во избирачкиот список, а дури отпосле живеалише за тие лица. Значи, после вметувањето во системот на МВР за лични карти, а со тоа и во самиот избирачки список, воопшто не е битно што на дел од тие лица потоа им се издадени лични карти, а на дел не. Имале и лица кои што гласале и со патни исправи, на кои што живеалиштето им било на друго место, но бидејќи во избирачкиот список се запишани со новото живеалиште, изборните органи им дозволувале да гласаат.
Дополнителен товар во оваа работа имале и полициските службеници и командирите на полициските станици, како да покријат живеалиште на тие лица. Кои лица? Значи напоменувам, ниту живееле, ниту живеат, ниту пак можат да живеат на тие адреси. Голема улога во целиот овој процес, значи имале и нотарите, одредени нотари зборувам, кои што заверувале договори за закуп без никаков правен основ. Сепак, постоеле значи и полициски службеници и вработени во управните служби кои што одбиле да работат на таков противзаконит начин. И затоа и добиваме силна верба во можностите на оваа држава. Крајно, огромен дел од финансиската поддршка за оваа работа е покриена преку незаконити и непријавени извори. Да напоменам дека против определени лица, значи во овој предмет, е предложена мерка притвор, како најстрога мерка за обезбедување присуства. Акцентот на мерката е поради основан страф, дека ќе се врши влијание на сведоците и соучесниците, зашто поднесовме и докази до судот, дека веќе се вршило такво влијание за некои од лицата и по другите основи, односно поради можност од повторување на кривичното дело, а за едно лице кое што е со двојно државјанство и поради опасност од бегство, сега добивме информација дека тоа лице, значи по налог на јавниот обвинител, поради опасност од одлагање, веќе е лишено од слобода и се наоѓа пред судија на претходна постапка во одделот за организиран криминал при Основниот суд Скопје 1. Воедно, ве известувам дека од страна на ова обвинителство денеска е отворена и истрага против членови на Општинската изборна комисија во Чаир, затоа што постои основано сомнение дека сториле кривично дело изборна измама од член 165 од Кривичниот законник. Постои основано сомнение дека во записниците од извршеното гласање за градоначалник на општина Чаир во текот на изборите во 2013 година извршиле преправање на резултатите и против едно лице од комисијата исто така е поднесен предлог за определување на мерка притвор поради опасност од влијание врз сведоците и соучесниците. Исто така, отворена е истрага против 5 судии на Управниот суд во Скопје и 4 членови на Државната изборна комисија од 2013 година за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 од Кривичниот законник. Известно дека овие истраги ќе се прошируваат и дека никој кој што действувал на криминален начин нема да биде поштеден.